Председателя, ви благодарам. Имајќи предвид дека сте извршен директор на Фондацијата Институтот Отворено општество Македонија, која што фондација сама по себе носи низа контроверзии во изминатиот период, особено имајќи предвид дека се издвојува од низа други здруженија на граѓани и фондации и од она што е поимник и начин на финансирање на овие здруженија на граѓани и фондации согласно актуелните закони во Република Македонија, би сакал да ви поставам неколку директни прашања на кои што очекувам директен одговор, без при тоа се надевам да го избегнувате одговорот, имајќи предвид дека вашата фондација која што вие раководите како извршен директор представува фондација која што се обидува да е инволвирана во значајни процеси во Република Македонија. Првото прашање кое што би сакал да ви го поставам е колку средства има вашата фондација годишно како буџет и колку тоа изнесува за последните 5 години, кои се изворите на финансирање и колку од овие извори на финансирање се странски, а колку се домашни, и која е структурата на домашните извори на финансирање, колку се од физички, а колку се од правни лица. Второто прашање кое што сакам да го поставам е која е смислата во вашите раководни органи да има функционери на СДСМ актуелни и поранешни. Третото прашање кое што сакам да го поставам е која е целта и смислата да фондацијата плаќа новинари за да тие работат во соодветни редакции. Само јас лично знам за еден оглас кој што беше минатата година за 50 новинари кои што ги финансира фондацијата, а работат во соодветни редакции каде што се ангажирани како новинари, и дали не сметате дека тоа е корупција на новинари? Четвртото прашање кое што сакам да ви го поставам е дали вие лично како Владимир Милчин, членови на вашата фондација и луѓе со кои што соработувате, имате тужено новинари за напишан текст. Петото прашање кое што сакам да ви го поставам е дали вашата фондација, директно или индиректно, има учествувано во политички кампањи. Јас можам да набројам две. Едната е Доста е во 2002, другата е некои прашања не заслужуваат одговор во 2004 година за територијалната поделба, односно организација. И последното моје прашање, кои интернет портали директно или индиректно ги финансирате? Мислам на интернет информативни портали. Кој е принципот на кој што решавате да ги финансирате соодветните и дали не сметате дека тоа е исто така корупција на новинари? Благодарам. Благодарам. Повелете, господин Милчин, да... ја се сомнам дека ќе можам да одговорам на сите прашања и не прашања што беа изговорени за 2,5 минути, но ќе се обидам. Прво, фондацијата нема воопшто учествувано во кампањата, некои прашања не заслужуваат одговор. А кампањата Доста е точно, тоа беше кампања која се случуваше за време на вооружениот судир или војната, кој како сака. Напишан текст од новинар. Да, јас сум еден од тие што го тужеа, мислевме дека е тоа Драган Павловиќ Златас, уредникот на Вечер, за текст во кој тој кажа напиша две лаги. Првата дека јас сум зел хонорар за учество во диалозите во организација на председателот на Република Македонија Бранко Црвенковски, што не е точно, и има доказ дека не е точно. Второто е дека фондацијата ја финансирала СДСМ за време на кампањата 2006, пред изборите 2006. Точно е ова, господин Николовски. Дека фондацијата му даде грант од 45.000 евра и даде грант на Државната изборна комисија, чиј председател тогаш беше од опозицијата, тогашна, а сегашна власт во Македонија, за да може да се, ја ве молам да не дофрлате, без оглед од која партија сте. Се согласувам. За да може да се изврши обука на државните службеници, бидејќи тоа беше прва година во која државните службеници учествуваа во гласачките одбори или комисии, не фаќајте ме за збор. Тој грант од 45.000 беше јавно подпишан пред медиуми, јас и председателот на Државната комисија го подпишавме. Благодарејќи на тоа, изборите беа регуларни, ако не се лажам, на тие избори победи партијата на која припаѓа партијник кој што ми го поставува прашањето. Не знам на кои функционери на СДСМ мисли,
во управниот одбор, ако може да прецизира, немам ништо против, да одговорам, нема функционери на СДСМ во управниот одбор на Фондацијата Отворено општество Македонија, инаку не е институт, Фондација Отворено општество Македонија. Нема домашно финансирање, има финансирање од надвор. Од надвор. Ако е USAID во Македонија од надвор, тогаш USAID. Ако е Швајцарската агенција за соработка и развој, SDC од надвор, тогаш SDC. Ако е Европската комисија од надвор, Европската комисија. И се разбира основачот на фондацијата Џорџ Сорос. Буџетот на фондацијата во 2014 година, тоа сега го знам, ќе изнесува од основачот Џорџ Сорос 2.537.000 долари. Во 2013 ова истото префрлете го во евра. Тоа е она што го има од својот основач и главен донатор. Можам да ви ги доставам, сега во моментов ги немам, цифрите од USAID, SDC и Европската комисија. Не знам дали одговорив на сите прашања, мислам дека почетокот и не беа прашања, туку беа тврдења. 50 новинари. Кај сте виделе таков конкурс, господине пратеник? Некој ви подмернал нешто. Фондацијата никогаш не објавила конкурс за 50 новинари, фондацијата имала конкурс за млади новинари кои биле упатени на обука, меѓутоа не 50, за жал немаме толку пари, во школата за нови медиуми во Потсдам близу Берлин. И тоа беше пола-пола трошок. Половина фондацијата, половина канцеларијата на француско-германско младинско пријателство, основана од Конрад Аденауер и Де Гол.